градоначалник, загадувањето во Скопје е повторно високо. Нешто од мерките ги најавувавте до сега. Имате ли нешто ново сега што може да се предзема конкретно за зимава? Значи, градот Скопје веќе општевме и со јавности најавивме. До сега имаме преземено преку 27 мерки кои што не биле преземени како интервентни мерки, а во рамките на законските ингеренции кои што ние ги имаме. Во изминатата година дури, да речем, и излеговме надвор од тие ингеренции. Градот Скопје е творец на законот за возилата, за класификација еколошка на возилата и тоа ние го направивме уште во мај месец и го доставивме до владата на Република Македонија. Минатата недела владата го помина тој текст на закон. Јас ке бев посреќен да беше усвоен за нијанса порано. Градот Скопје ги отвори градски енергетски системи со цел да ја започне гасификацијата и превземањето на топловодната мрежа. Топловодната мрежа е во фаза на легализација пред Министерството за транспорт и врски. Во моментот кога ќе се легализира треба да ја превземеме ние како град Скопје, а очекуваме од она што сум во последно време известен е дека пред владата е помината поддршката од Европската банка за обнова и развој во висина од 50 милиони евра и дел од тие средства ќе бидат наменети за гасификација на градот. Таа активност чим средствата ќе бидат ставени на располагање, ние како град сме веќе спремни. Значи отидовме чекор понапред од тоа што, да речам, во дадениот момент можеше да се отиде, со цел спремни да ги дочекаме овие моменти. И знаете веќе и самите ќе може да присуствувате на отварањето на двата нови паркови во Малиот ринг, позади Македонска филхармонија паркот и започнување на активностите на првата кровна зелена површина на јавен простор. Тоа е за зеленување на дел од кровот на градскиот трговски центар. Ги стимулираме граѓаните со активностите кои што ги превземаме. Вчера имавме една прекрасна акција, сите на точак, преку 2000 граѓани зема учество. Користењето на алтернативниот превоз, субвенционирањето на затоплувањето на домовите со алтернативни средства, освен дрвото и јагленот се исто така дел од мерките. Преку 200 контроли градскиот инспекторат во изминатиот месец само има извршено. Веќе и се спрема првата кривична пријава за палење на кабли со цел да се извади бакар. Во рамки на ингеренциите кои што ги имаме, ги превземаме сите овие действија. Господине Шилегов, карактеристиките на автомобилите се липат на автобусите на ЈСП и дали ќе продолжат да се обраќаат из скопските улици старите автобуси што загадуваат, се големи загадувања? Од старите автобуси, така наречените стари автобуси, се користат во оперативна употреба само 12. Значи дел од нив веќе и не се во употреба. Знаете дека градот е иницијатор на обновување и во тек е постапка за обновување на возниот парк со еколошки прифатливи средства за јавен превоз, односно автобуси на газ. Ние ги повикавме и да спремни сме и се уште како градоначалник сум спремен и на старите автобуси кои што во системот на јавен транспорт ги користат приватните превозници да ги субвенционираме во набавки, во трансформација на нивните автобуси од дизел на газ, а интензивно работиме и на евентуална можност за целосна промена на концептот на јавен превоз. Децениски наталожените проблеми во Скопје, проблеми со кои што никој не се занимавал претходно, не можеме за жал да ги надминеме преку ноќ. Меѓутоа секогаш сме тука да со интервентни мерки во денови кои се сериозни пикови да помогнеме на граѓаните, а секој од нас на неколку пати имам кажувано треба да разбере дека е дел од проблемот и мора да биде дел од решението. Промената на навиките на секојдневието и мое како градоначалник и на било кој едноставно мора да се случува воколку сакаме да имаме подобри резултати како во сферата на амбиенталниот воздух. Ние како институции предначиме, градот Скопје е сериозно активен
и во енергетските фасади кои што ги работевме годинава, зазеленувавме кога ретко се размислува, некогаш кажувам луѓето повеќе кога мислеа на море, ние размислувавме баш на ваквите моменти, превземавме една сериозна низа, кажав, повеќе од 27 мерки кои што досега не се превземени. За жал не постои решение кое што може да биде моментално, меѓутоа со макотрпна и одговорна работа очекувам дека ќе успееме на среден да надминеме ваквата состојба во градот. Да, затоа што за жал кога биле набавувани кинеските автобуси, а и што не се квалитетни, не било обезбеден нити нивниот сервис, нити резервните делови, така што во моментот во јавното сообраќајно предпријатие се поправаат оноку колку што може за да се спречат дефектите, меѓутоа баш заради немањето или необезбедувањето на резервни делови имаме потешкоти со тоа одржување, така што во дадени моменти кога интензитетот на густината на сообраќајот поголем во смисол на потреба од повеќе автобуси, само тогаш се пуштаат во употреба. Очекувам дека чим ќе ја завршиме поставката и ќе ги добиеме новите автобуси, таквата ситуација ќе ја нема. По интервентни мерки доаѓаат загадено ги спомнавте интервентни мерки. Па не, сега се зависи, да речам, ние како град заедно со владата веќе имаме формирано координативно тело, имајќи во предвид дека ингеренциите се измешани. Дел се општински, дел се градски, во најдобар дел се па централни и во зависност од тоа какви ќе бидат и пиковите на загаденост, координирано ќе настапиме како институции, и како општини, и како град Скопје, меѓутоа и како влада на Македонија со цел да ублажиме акутна состојба. Господин Шелегов, како представник, како председател на ЗЕЛС, дали имате некој план како да се справивате со проблемот на кучињата скитници? Значи, секоја општина поединечно треба сериозно да го решава проблемот со кучињата скитници, особено делот во изработка на стационари за третирање на кучињата скитници, нешто што за жал до сега општините не го правеле. Јас и на седницата на ЗЕЛС која што очекувам управниот одбор да имаме во текот на оваа месец, можеме како ЗЕЛС само да препорачаме до колегите градоначалници да ги превземат законските обврски. Очекувам дека и Агенцијата за храна и ветерина конечно ќе почне да ги казнува градоначалниците кои што не се придржуваат кон нивните законски обврски. Ние како град Скопје веќе и најавив, работиме на нов капацитет во рамки на затворот и Дризово-поранешната фарма да биде новиот градски стационар. Во тек е набавката на второто возило за заловување на кучиња со цел да можеме реонски да пристапиме во третирањето на кучињата и во тек е набавката за набавка на опрема за реконструкција за условите во Вардариште. Очекувам дека такво нешто ќе направат и соседните општини, соседните градови, бидејќи има сериозен соннеж и индиции граѓаните јавуваат за носење на кучиња од другите населени места во градот Скопје. Засилено правиме надзор на таа работа, воколку се утврди дека од било кој град од Македонија се внесуваат кучиња, јас ке предначам во поднесување на кривична пријава кон тој градоначалник.